Што сте дознале што нема у архив или што не сте го знаеле или што нема а знаете? Па сега многу малку дознав до сега и дознавам други некои околни финеси и околности по кои се случило. Меѓутоа за актерите, како се случило, што се случило, веќе знам од автобиографијата на Ченто, кој го кажува случајот во Велес и во Куманово, од изјава на академик Владимир Дедиер, кој душе 90-та година во едно интервју за органот на СКМ, 21 списание беше тоа, двонеделник, кажа што се случило во Велес. Меѓутоа во мемуарите на Дедиер не е запишан овој велешки случај. Не, али во таа своја интервју што го даде у 2 броја за комунист, значи звани официјален орган на ЦК-ЦКМ, пишува дека таа ноќ дошла во Велес тогашниот полковник, началник на КОС на Југославија, сега генерал Јефто Шашич, и дошла во функција на буната на војската македонска, која не сака дојде на Сремски фронт, туку на Солун. И доаѓајќи во Велес, и дознавајќи дека има 53 души во истражниот затвор на Озна, тоа не е полициски затвор, значи воен затвор е тоа, дознава, без тука се распрашува, во една полу пијана и пијана атмосфера, и вика, стрелајте се. Добро. Господине Исамедин Азизи, мора да признам дека обично македонската јавност се прекупира со македонските голготи, или со голготите на македонците, или македонските националисти, или припадниците на идејата за голема Македонија, ВМРО, за идејата на ВМРО. Во албанската етничка заедница, што се случува во посткомунистички, постфашистичкиот период? Има ли регистратура на луѓе страдалници кои биле учесници во НОБ, кои потоа заради својата граѓанска или било каква друга спротивставеност со власта страдале? Добро, вака, ако зборуваме за посткомунистичкиот период, ова уствари за послевојниот период, се знае дека албанците може би биле едно од најголемите жртви во тоа време, особено за време на комунизмот. Постојат податоци, сега точни податоци во врска со тоа колку биле по затворите нема, меѓутоа постои еден податок, мислам, општо за цела Југославија, каде што по Втората светска војна има околу 50.000 жртви албанци. Значи тоа е во фазата на комунизмот, веднаш по Втората. Како ќе се декларира или оцени жртвата? Осудени, стрелани? Воопшто, по големиот дел од тие случаи воопшто немале ни судски пресуди, едноставно биле убиени без никаква судска завршница од тоа. Едноставно биле сметани како непријател на државата и тука почнувајќи ред и масакри кои што веќе почнуваат одма по Втората светска војна, кои што биле извршени од страна на тогашните партизански одреди, било во Македонија, било во Косово, во Црна Гора и така натаму. Затоа албанците по Втората светска војна навистина се сметат за жртви на комунизмот. Почнувајќи и од самите луѓе кои што биле директни учесници во Втората светска војна, например, команданти на партизански одреди Неџат Аголи, кој исто така завршил во затвор, Џафер Кода и ред други членови на тој комунистички, на тие комунисти или партизански одреди, кои што исто така биле водачи во тоа. Мислам, зошто и како дошло до тоа? Мислам, поголемиот дел од нив одело во тоа да, пошто повикот во почетокот на Втората светска војна било тоа да албанците едноставно по ослободувањето ќе ги добијат сите права и ќе искористат нивното право за самоопределување. И исто така било и во текот на Втората светска војна албанците војувале под знамето на Скендербег. И затоа овие луѓе кои што во тоа време верувале во таа идеја на комунизмот, навистина сметале дека ќе ги почувствуваат овие благодети на... Дали страдале заради идејата за голема етничка заедница или за голема етничка Албанија? Па може и тоа да се смета, бидејќи самиот факт дека доколку би се одлучувало можеби на самоопределување, на тоа правото на самоопределување, голем дел од албанците реално зборувано тоа и го очекувало. Кој случај е карактеристичен, например, на масовно стрелање или на случај кој сте го истражале кај што има таква репресија? Па добро, сега тука
има повеќе такви случаи. Сега, од албанската перспектива тоа се гледа као масакри. Например, се спомнува во Блаце, например, се спомнува во Монополот во Тетово, се спомнува во Кичево, потоа масакри во Косово, во Тивар и така натаму. Чив е слоганот на кој дел од тајната полиција југословенска или македонска? Само мртов албанец е добар албанец. Тоа мислам дека е српска пропаганда, мислам тоа е српска парола, бидејќи се до тоа време апсолутно немало никакви конфронтации помеѓу самите македонците и албанците. Зашто во вашата книга прогонети не зборувате за овој дел на прогонетите имиња од албанската средина? Ова е само прва книга, значи има натаму уште неколку делови планираме да правиме, но ако ја видите книгата внимателно, ќе видите, значи се опфатени само 4 или 5 карактеристични случаи од македонската, творците на македонската држава, почнувајќи од Методи Андановченто до сукобот со Информбирото, мислам, оној дел кој настрада за Информбирото, но се творците, членовите на президиумот наспам. Недостасува овде, мислам, натаму ќе биде третиран случајот на Неџата Голи кој во Информбирото, значи настрада како албански националист беше и така натаму прогласен во тие документи на партијата, нормално како и сите што ги прогласува националисти било од која боја. Значи Неџата Голи недостасува, но има Владо Полежин и така натаму уште 5 или 6 творци од Асном кои ќе бидат натаму третирани. А тука се само првите и најважните дадени. Добро, господин Ефтим Гашев, упорно во јавноста го кревате својот индивидуален глас, барањето за рехабилитација, барањето за подсетување на личностите кои за големата македонска кауза страдаа во Идризово. Книгата што сте издали, ви благодарам за посветата Непокор, и понатаму поклон пределото на македонските великани Трајко Попов и Борислав Градишки. Ајде малку Ефтим Гашев да зборува за овие двајца, а потоа за себе. Прво благодарам на емисијава Чуму, телевизија А1, што најде храброст да оваа вечер ја подотвори табу темата прогонот за македонската кауза. Кога спомнам зборот македонска кауза, макар да многу дефиниции може да се дадат по тоа, и кога директно ме прашате за овие двајца кои ги ја наречувам великани Трајко Попов и Борислав Градишки, добро е што ме прашавте. Трајко Попов е селенец кој живее во градски селенец, што се вели, од Раштак. Борислав Градишки, незавршен правник. 38 година за време српска окупација, тие во кругот на своите пријатели и самисленици по македонската кауза, формираат неформална организација, односно македонско национално движење Бунт, со основни постулати. Не е тоа партија, тоа е обичен актив на пријатели, на едномисленици, кои во тоа време се заколнале да ја шират идејата за самостојна македонска држава, држава на македонски народ со македонска национална мисла, наспроти великосрпските, великобугарските идеи и наспроти злоупотребата на Ванчо Михайловизмот како противтежа на интересите на Македонија.